Почитувани граѓани, почитувани новинари, изборите кои што треба да се одржат на 24 април идната година се приоритет за Република Македонија. Тие се од најголема важност за граѓаните и прв и највисок приоритет за ВМРО-ДПМН како политичка партија. Изборите ќе значат и дефинитивен крај на политичкиот ризик во кој што Социјалдемократскиот сојуз имаше намера со своите деструктивни политики да ја втурне Република Македонија и на безбедносен, и на економски, и на политички план. На изборите на 24 април повторно мора да победи волјата на граѓаните на Република Македонија. Не смее да има ниту еден сомнеш, изборите на 24 април 2016 година мора да бидат безпрекорни, без било кој да има право или изговор или основа да се посомнева во валидноста на волјата на народот. Затоа ВМРО-ДПМН инсистира што е можно побрзо, во најскоро време, да се расчисти изнесената афера преку неделникот Фокус, близок на СДСМ, по однос на наводните фалсификувани лични карти и нивната злоупотреба во нечии изборни цели. Согласно политичкиот договор, Министерството за внатрешни работи го води министер технички назначен од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кој е истовремено генерален секретар на оваа политичка партија. Министерството за внатрешни работи има за должност министерот, кој што е технички назначен, господинот Спасовски, мора што поскоро да се изјасни и да ја расчисти оваа афера. Тој има целосна одговорност, ги има на располагање сите ресурси, има овластувања и мора да покрене постапка за расчистување на оваа афера за наводна злоупотреба на фалсификувани лични карти изнесена од неделникот Фокус близок до Социјалдемократскиот сојуз. Сепак во моментов наша оценка е дека техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски го одолговлекува случајот, доцни со неговото разрешување и не сме сигурни дали тоа се должи на институционалното неискуство на Спасовски како политичар или на немањето на политичка волја или способност да се расчисти оваа изнесена афера. Оливер Спасовски мора да излезе и да ја каже на јавноста дали некој изработувал фалсификувани лични карти, како успеал да ги фалсификува, дали некој злоупотребил 30.000 фалсификувани лични карти на избори, кога тоа го направил и на кој начин. Оливер Спасовски како технички назначен министер, кој што ги оспоруваше изборните резултати, има и лична и политичка одговорност, но сега и институционална одговорност да докаже пред јавноста дека има капацитет да се занимава со работи кои што се во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Оливер Спасовски мора да одговори кој ги изработил овие наводно фалсификувани лични карти, каде ги изработил и на кои избирачки места истите се злоупотребени. Доколку сето ова не е точно и се работи за манипулација, Оливер Спасовски како технички назначен министер ќе мора да одговори кој се обидува да манипулира со граѓаните и истиот оној кој што може би се обидува да манипулира со граѓаните и со јавноста, да го изведе пред надлежниот суд. Само на тој начин Оливер Спасовски како технички министер за внатрешни работи ќе докаже дека не е дел од уште едно сценарио на Социјалдемократскиот сојуз за избегнување на одговорноста и за наоѓање на изговори пред новиот изборен пораз кој што ги очекува во април идната година. Министерството за внатрешни работи во изминативе 10 години имаше бројни истраги, како на национално, така и на регионално и меѓународно ниво. Меѓународните операции како диригент, операцијата против така наречената франкфуртска мафија или Босфор за сузбивање на нелегална трговија со наркотици, покажаа дека македонската полиција има сериозен капацитет да се занимава, да отвара, да открива и да разрешува многу посериозни афери од оваа која што во моментов е изнесена, но истата е многу важна затоа што има политичка тежина и се однесува на предстојните избори. За фалсификување на лични карти
се одговара според законот, исто како што се одговара за изнесување на манипулации, за доведување на јавноста во заблуда и министерот, кој што е технички назначен од страна на Социјалдемократскиот сојуз, иако молчи 6 дена за ова изнесена афера од неделникот Фокус, се надеваме дека нема да молчи и во следните 149 дена до изборите во април следната година. Господинот Спасовски одговорен и пред медиумот Фокус и пред целокупната македонска јавност да излезе со брза и аргументирана кривична пријава или против тој што го сторил наводниот криминал и фалсификувал лични карти и истите изборно ги злоупотребил, или против тој што лажно пријавува и сака да фрли сомнеш врз изборите, институциите или политичката волја на граѓаните. Господин Оливер Спасовски, иако е технички министер за внатрешни работи, се уште е генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз, но сега не сме да одбегнува вака сериозно, отворено прашање, вака сериозно наметната афера и мора да се соочи со истата и да ја разреши. Го повикуваме техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски да не го одолговлекува разрешувањето на наводниот случај за 30.000 фалсификувани лични карти, да се зафати со негово разрешување и во најскоро можно време и на јавноста и преку институциите да им даде одговор и да покрене постапки врз основа на законот да се одговара за едно такво дело или за манипулација доколку истото не се случило. До изборите остануваат уште 149 дена, кога ќе победи повторно изборната волја на граѓаните на Република Македонија. Сакаме таа победа и нивната изборна волја да не бидат извлекани со ниту една дамка и ВМРО-ДПМН затоа инсистира на најскоро можно институционално разрешување на оваа афера изнесена од медиумот Фокус, кој што е близок до Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам многу. Ставил подпис за ревизија на предходниот договор, дали е тоа? Ние имаме еден генерален став, ВМРО-ДПМН, тоа е Република Македонија, според нашиот устав, унитарна, независна, самостојна, каде што суверенитетот произлегува од граѓаните. Знаеме за Социјалдемократскиот сојуз, каков беше односот кон националното знаме, знаеме за Социјалдемократскиот сојуз, каков беше нивниот однос кон уставното име на Република Македонија и знаеме за Социјалдемократскиот сојуз, каков беше нивниот однос кон територијалната поделба и политичкото прекројување на границите на општините во нашата држава. Така што имаме сомнеш дека и понатаму, кои имаат истиот став и се со цел да дојдат до власт, би можеле да тргуваат со националните интереси на Република Македонија.